Почитувани, како во многу сфери во македонското општество, така и во администрацијата владее тотален хаос. После 2 години од формирањето на Советот за реформа на јавна администрација, посебно последните 30 на дена, откако се договорија предвремените парламентарни избори во април 2020 година, се случуваат незапамтени во историјата на самостојна Македонија незаконски партиски вработувања, притисоци и уцени врз администрацијата и општо непочитување на законите и законските обврски. Имено од 20 октомври 2019 година до денес, согласно нашата евиденција, објавени се над 1500 огласи за вработување во администрацијата на определено и неопределено време за над 2500 лица. Додека од 11.11.2019 година, откако одржав пресконференција пред зградата на делегацијата на Европска Унија, до денес објавени се нови 452 огласи за вработување во администрација на определено и неопределено време за вкупно 519 лица. За една недела, од страна на административните службеници и вработени во државните и јавните институции, пристигнати се стотици откази за поведени дисциплински постапки, незаконски распоредувања и отказни решенија. И тоа 32 решенија за изречени на дисциплински мерки, 90 решенија за распоредување на пониско ниво, 55 решенија за распоредување во друга општина надвор од местото на живење, 37 решенија за отказ од работното место. Додека власта свесно ги злоупотребува институциите и нивните буџети за партиски цели, и со тоа ја загрозува иднината на сите граѓани, се гледа и од извештајот на реализација на годишниот план за вработување, објавен на страната на Министерството за информатичко општество и администрација за периодот јануари-јули 2019 година. Извештајот за периодот јануари-јуни 2019 година ја потврдува бруталноста во практикување на власта на Социјалдемократскиот сојуз. Државна институција, министерство, без срам објавува нецелосен документ во кој за многу институции воопшто нема податоци, во кој има реализирано повеќе вработување од планирањето, во кој се планирани вработувања за една етничка заедница, а се вработени од друга, во кој не се внесени податоци согласно член 9 од методологијата со која е утврдено извештајот да содржи насловна страна и 3 дела. И тоа: во дел 1 се реализирани движења на вработените во рамките на институциите во полугодието. Во дел 2 реализирани намалување на бројот на вработени во рамките на институциите од полугодието. И во дел 3 се реализирани зголемување на бројот на вработени во рамките на институциите во полугодието. Со Законот за вработените во јавниот сектор, согласно член 46, определена е глоба во износ од 2000 до 3000 евра во денаска противредност и ќе му се изрече на функционерот кој раководи со институцијата ако не достави извештај за реализација на годишниот план за вработувања или во извештаите не се лажни податоци. Дополнително ги потсетуваме членовите на Советот за реформа на јавна администрација во член 20б, став 9 од Закон за вработени во јавниот сектор. Доколку и по истекот на рокот од овој став 8 на овој член на функционерот кон институцијата од Министерство за информатичко општество и администрација не достави усогласен план и не добие позитивно мислење, институцијата нема да може да спроведе постапки за нови вработувања. Императивна норма која доколку не се почитува, сите вработувања се ништовни. Доказите и аргументите ќе ги доставиме денес до делегацијата на Европската Унија. Злоупотребите од страна на власта на Социјалдемократскиот сојуз мора да запреа, законите мора да се почитуваат. На власта и порачуваме, обнова во Македонија следува и одговорност за вашите злоупотреби ќе има. А сега ве поканувам да ги доставиме официјалните докази до делегацијата на Европска Унија со цел, а се надеваме дека и тие ќе се заинтересираат, бидејќи еден од условите за влегување во членство во Европската Унија и добивање на датум на преговори е и реформата во јавната администрација, која за жал денеска не се случува. Сега официјално ќе ги доставам сите документи. Благодарам.